Добар ден, почитувани гледачи на Слободна ТВ во Слободен печат. Разговараме за една тема која не можеме да кажеме дека е актуелна, меѓутоа може да ја актуализираме за да стане и интересна. Всушност, темата ќе биде европските вредности за 10 години. Да се надеваме дека промените што ќе ги доживее Европа ќе бидат демократски. Нашата загриженост или нашето укажување оди во насока дека можеби овие промени нема да бидат демократски, а тоа зависи пред се од политичките субјекти што ќе ги водат државите на Европа или на членките на Европската Унија. По тој повод го поканив Димитар Николовски, директорот на Евротинк. Ова организација се занимава и работи подолго време на овие прашања и затоа е поканет господинот Николовски. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Најавата ја направив интересна, иако темата треба да биде интересна гледано од денеска и за 10 години. Се согласувате? Па, јас дури нема да се согласам дека кажавте не е актуелна. Би рекол дека е актуелна. Така. Особено ако се земе во предвид дека имаме избори за Европскиот парламент за неколку недели. И тука веќе по тој критериум станува и актуелна. По тој критериум станува и актуелна затоа што многу аларми се вклучуваат во однос на тоа какви се очекувањата од резултатите од тие избори. Поводот за да ве поканам, всушност оди во една насока да направиме историска ретроспектива на Европа за 100 години. Тоа би значело. Ние следиме геополитиката, меѓутоа јас ќе ве вратам, ќе отпатуваме сега во 1920 година во Италија, кога прв пат се јавува фашизмот во лицето на Бенито Мусолини. Денеска имаме Италија со влада која е многу блиска на тие позиции и каде што либералната демократија, другите политички субјекти се сериозно загрижени за ситуацијата, за победата на ултрадесницата. Тука станува збор за Шведска, за Германија, за Италија и за други држави. Што велат вашите анализи? Па, во однос на да се навратам јас на Европскиот парламент и на очекувањата за тоа какви ќе бидат резултатите. Тука гледаме дека врз основа на анкетите кои се направени во индивидуални држави, членки, во 9 држави членки ќе победи крајната десница. Тоест представници од или од групацијата Идентитет и демократија или представници од европските конзервативци и реформисти. И тие држави се Австрија, Белгија, Чешка, Франција, Унгарија, Италија, Холандија, Полска и Словачка. Значи 9 држави каде што се очекува да имаат најмногу гласови. А втори или трети би биле во други 9 држави. И сега, очекувањата се дека првите две позиции ќе ги завземат Европската партија на Народната партија, така социјалистите и демократите, но трета партија би била Идентитет и демократија, а пета партија би била европските конзерватори и реформисти. Така да гледаме дека во многу голем удел тие ќе имаат, значи, улога во парламентот и таа улога расте барем во изминатите 3 изборни циклуси за Европскиот парламент. За волја на вистината, мислам дека е коректно да направиме на разлика или вие да ја направите таа разлика меѓу оние ултрадесничарски партии и она што досега се користеше за десница и левица, бидејќи и теоретичарите веќе кажуваат дека таа разлика не може така целосно да се дефинира. Политичките партии кои што се умерено десни не влегуваат во оваа група што ја дефинирате како ултрадесни. Да, апсолутно, и тие не се ни закана за иднината на Европа или за Европската унија каква ја замислуваме. Или за структурата на Европа како што ја замислуваме. Како што ја замислуваме, токму така. Туку тоа се други партии, како на пример што се Фидес во Унгарија, која моментално не е дел од ниту една од групациите, но има шпекулации околу тоа каде би дошле. Потоа секако спомнавте Италија, Фратели ди Италија, браќата на Италија, потоа Марин Ле Пен, слободните демократи од Шведска,
Лепен во Франција. Лепен во Франција, потоа Австриската партија на слободата, значи има многу држави, многу партии во клучни држави на Европа кои стануваат големи сили кои имаат можности да дојдат на власт. Познато е дека Италија е трета економија во рамките на Европска унија. И сега од 1920 година патуваме една декада и веќе доаѓаме во Германија. Во Германија го имаме појавувањето во блага форма на нацизмот, за веќе од 33 година Адолф Хитлер стане и канцелар на Германија. Видовме светот што се случи во таа Втора светска војна. И сега јас ќе се обидам да направам една хипотеза, а вие согласете се или отфрлете ја. Добро. Дали економската ситуација во рамките на Европа денес и геополитиката што ни се случува со нарушување на стандардот во европските држави, расте ултрадесничарењето и Европа се наоѓа пред еден период од десетина години да западне во периодот пред 40, 50 и 70 години. Па моментално сме во еден период посткризен, би рекол, значи имавме корона кризата, имавме потоа кризата предизвикана од војната во Украина и гледаме зголемана инфлација во многу држави членки на Европската унија. И тоа би рекол дека е еден од главните фактори за популаризирање на крајната десница, поради тоа што тие нудат некои многу едноставни решенија на многу сложени проблеми. И тоа секако им се допаѓа на граѓаните кои не се доволно... На мнозинството сега би рекле веќе. Па може би не на мнозинството, но блиску до мнозинството. Блиску до мнозинството. Да, кои што може би не се толку стручни за да ги разбираат овие работи. Од друга страна имаме сериозни напади на самите демократски процеси и општо на граѓанското општество, на начинот на комуницирање од страна на Русија преку хибридните закани. Тие зголемуваат поларизацијата во општеството и би рекол таа поларизација е можеби многу поголем фактор за популаризирање на крајната десница отколку самата економија. И секако тука мораме да зборуваме и за мултикултурализмот, тоест за големото ниво на имиграција која се случи од војната во Сирија па до денеска, кои што ги реструктурираат етничките состави на државите. Овој последниот дел што го кажавте е исто така една посебна област за која што сакам да поразговараме, за структурата на променетата население во Европа, меѓутоа уште малку да се задржиме околу идеологијата на ултрадесничарите. Постои мит дека тие всушност се грижат само за националната држава. Меѓутоа, кога се читат нивните програми, се гледа дека всушност тие сакаат да се обединува Европа, ама на нивните принципи. А нивните принципи се религија, традиција, бела Европа и ускратување на правата на одредени социјални категории, односно вовде би рекле и етнички групи. И сега прашањето, дали Европа е доведена во ситуација всушност со победата на овие десничарски партии да се промени вредностната структура на она што го знаевме досега во Европа и во Европската унија? Па како што кажав, тие се во нагорен тренд, меѓутоа како резултатите од предстојните избори за Европскиот парламент нема да бидат такви. Значи нема тие да дојдат во некоја доминантна позиција. Пред си има разлика во самите вредностни структури на овие партии. Како што кажав, има две групации кои се сметаат дека се крајно десни, кои што се согласуваат за многу теми како што е на пример миграцијата или зелените политики, затоа што тие сакаат да стават еден стоп на онаа зелена транзиција за која се залага Европа, но се разликуваат на пример во однос на прашањето за Русија и за Украина. Сметате дека десничариве нема да победат со поголем процент во наредниот период, она што го зборуваме за наредните 10 години? Да, тука доаѓаме до тоа клучно прашање, доколку продолжи овој тренд, дефинитивно ќе имаат многу подоминантна улога. Во тој поглед сега го збориме дека актуелниот момент е ова како превентива на состојбата што може да значи активниот политички граѓанин, субјект, дека треба да го интересира политиката. Да, на пример, секогаш во Франција имаше тој санитарен кордон кој требаше да ја спречи Лепен да дојде на власт или претходно нејзиниот татко, кој се обединува, значи центристичките партии без разлика дали се леви или десни се обединуваа за да не даде. Сега во предстојниот период тоа очекувам да не се случи и да нема, дека едноставно ќе бидат премногу популарни
барем во Франција, но гледаме нагорна линија еве и за алтернативата за Германија во Германија, каде што ќе победат, се очекува да победат во 3 сојузни држави, дека ќе бидат втора сила. Значи повторно ги гледаме екстремите како што веќе се одомакините тие во мејнстрим дискурсот, би рекол, но гледаме дека и на анкетите и на изборите доаѓаат во многу блиску до власт или веќе се на власт во некој држави. Да ставиме сега еден тег на другата страна, да не ја правиме анализата. Значи не е само критика на десничарската идеологија, што прави левата страница или што прават либералните политички субјекти. Зошто тие загубија од политичкиот простор или колач? Каде се нивните грешки? Би рекол дека пред се не се снаоѓаат добро во геополитичките процеси, дека кај нив има многу повеќе делиберација, многу повеќе анализа и поспори се во делувањето. А тоа секогаш значи дека не се даваат некои инстант резултати за да бидат задоволни гласачите. Дали тие загубија таа популација каде што порано се знаеше главно работништвото од средниот слој ги сакаше социјалдемократските и либералните идеи, зборувам за периодот од 60-тите години, а денес кога се свртеа повеќе кон крупниот капитал, бараат дотерување на така наречената социјална компонента без да го менуваат системот на подобро или на со други идеи. Па тоа е една само критика на многу од европските социјалдемократски партии дека го имаат изгубено односот со работникот. И гледаме сега дека работниците се повеќе се идентификуваат со овие крајно десни партии. Тоа го гледаме и во Америка исто така, не само во Европа. Ако го земеме како пример, еве малку е постар примерот, но протестите на жолтите елеци во Франција, кои што беа предизвикани токму од некои еколошки мерки, кои што беа неповолни за работничката класа, значи за нив се крена трошоците за транспорт. Тука профитираше крајната десница. Не успеа значи да се наметне социјалдемократијата или умерените десничари да бидат нивни представници и да се најдат некаде на пола пат. Сега доаѓаме до втората област за која што сакам да дискутираме, а тоа е промената на структурата на населението во Европа. Повторно една хипотеза која би требало да ја дискутираме. Дали се согласувате дека доаѓањето на арапското население, кое со религиска припадност е ислам, и кое во рамките на своето образование не се неписмено население како прва ситуација, туку се образовано население, всушност не беше барање на просечниот европски работник, туку исклучиво на крупниот капитал. Дека капитализмот му требаше работна сила, бидејќи ја немаше во Европа. Да, ако ја земеме Германија, која што се уште кубури со работна сила и кои што еве сега ги олеснуваат условите и за работници од Балканот да затоа што дојдат. е полесно веројатно да донесуваат население од Украина, кој е поблиску религиски, и тоа е онаа теза сега која што сакаме да ја отвориме, дали престои на Европа кавга, спор, судир, или она што се пишуваше пред 30 на години меѓу две религии или меѓу два света, судирот меѓу две идеологии и така натаму. Па тој постои на едно пониско ниво, би рекол, значи се случува во европските улици. Би рекол дека огромен шок беше тоа, особено за Германија, затоа што за многу краток период дојдоа неколку милиони луѓе како резултат од војната во Сирија и во Ирак. Значи било кое општество таков шок многу тешко дека може културолошки не можеше да го да се снајдат, да го акомодираат тоа за да направат програми на едно поинкрементално приспособување на овие луѓе, значи одеднаш и нормално дека ќе се наоѓаат разлики помеѓу домицилното население и не само помеѓу домицилното население, туку би рекол и помеѓу постарите мигранти и овие кои се понови. Аргумент во рамките на ова што го кажавте, ама во форма на прашање ќе биде следново.
Германија го прими турското население кое со исламска вероисповед во 60-тите години, но немаше такви проблеми бидејќи тој процес одеше постепено. Да, буквално тоа се согласувам со вас, но сега тој процес не може да таков. оди, не е таков и поради тие шокови се случува доста конфликти, би рекол, внатре во германското општество или во шведското општество, а со тоа расте и популарноста на алтернативата за Вие ќе Германија. разберете дека и Слободна ТВ и Слободна како идеја е слободна во мислите, меѓутоа пристојноста ни налага да се однесуваме коректно. Така. Јас нема да користам изрази како што ги користеа тие граѓани од Данска, иако сите ќе се сетат на што мислам. Дали очекуваме дека тој вулгарен нацизам или тој вулгарен фашизам, што независно од кого ќе се јавува, ќе биде се повеќе видлив и на улиците на големите европски градови, меѓутоа и преку социјалните мрежи? Па вака сега, тие посовремени, поразвиени европски општества имаат и самите механизми за Како да борба го спречат? против говорот на омраза. Но гледаме дека тоа е екстремно тешко во времето на социјалните медиуми, значи тоа да се контролира. Мислам дека прават колку што е можно државите за да го спречат тоа, но тоа е пребрз процес за да може да се штетата е направена дури кога ќе се случи некој говор на омраза, дури да се санкционира понатаму, штетата е веќе направена. виртуелно. И виртуелно станува и се тоа предонесува до спротивен говор на И омраза сега од правам другата една страна. паралела која што мислам начинот на кој што го водиме овој разговор да биде разбирлив и за луѓето што ќе го гледаат денес, ама и за 10 на 15 години. Можете ли да се вратите во периодот на германските градови кога се кршат дуќаните на евреите? Кога се кршат дуќаните на некои работници или кога се апсат луѓето што се комунисти и слично? Можеме ли Европа да ја видиме во 2033 година со во вакво светло? Мислам дека е многу брзо тоа. Аха. 33-та година, мислам дека за такво нешто да се случи ќе треба повеќе време. 39-та. Може би малку подоцна, иако го гледаме тој тренд, но мислам дека тој тренд и ќе запре, затоа што да не заборавиме дека кога ваквите партии доаѓаат на власт се гледа и одредена неспремност, затоа што ако се навратиме на популизмот и на лесните решенија за тешките проблеми, кога тие ќе дојдат на власт, гледаат дека не можете тоа така лесно да Да, се... и внимаваат, ова е добро да се каже, внимаваат дали да влезат во владата и да бидат власт. Да. Повеќе сака да седат до власта, да не ги решават проблемите и постојано да ги потенцираат овие ситуации дека се виновни мигрантите, дека се виновни работниците што бараат права и слично. Дури ако го земеме тоа хипотетичко сценарио, еве најекстремниот пример, Да, а тоа најекстремниот е го земавме. AFD, значи во Германија, да дојде некогаш на власт. Мислам дека тоа ќе биде многу краткотрајно, дека ќе се види дека не се способни за ефикасно владење и самиот систем на Германија има доволно спреги, самиот устав кој е милитантен демократски устав, која брани демократијата, дека не би успеале така лесно за да ги внесат тие предлози или идеи кои ги имаат. Знаеме дека имаше една средба во Потсдам, ако не се лажам, каде што имаше еден план на AFD за бркање на негерманските луѓе, дури оние кои имаат пасош. Мислам дека тоа некако не е изводливо, барем во следните 10 години да се случи. Треба победа од неколку циклуси на тие партии за да може да стигне до да може да се таа. смени вредност тоа е многу тешко. Да. Јас се исклучам Германија од прашањето, ама ќе го земам примерот со Италија. Тоа сакам да кажам. Можеби Германија е атипичен пример ова да се случи и за 10 години, можеби. Меѓутоа мислам дека одредени држави со послаба демократска традиција, со послаба економска состојба и со поголемо друго влијание, многу се слаби во овој поглед. Да, тоа е можно. И држави, особено би рекол, кои што многу страдат од корупција и каде што... Сега доаѓаме до тоа прашање. Да. Одредени тези излегуваат дека со порастот и со промената на населението во Европа се зголемил криминалот. Кој криминал се зголемил? Па се зголемува, значи можеби уличниот криминал и можеби има некои изолирани случаи каде што може да се види тоа. Мислам дека нема доволно сериозни анализи за да се повлече таа корелација. Дека
доаѓањето на арапскиот свет во Европа го зголемил криминалот. Исто така, ако се зголемува криминалот на оние кои се дојденци, се зголемува криминалот и на оние кои се домицилни. Не дотолку повеќе што ние знаеме и читаме дека во државите каде што доминира исламот како идеологија и како државна религија, криминалот е на многу ниско ниво. Да не речем и сурови се казните со оштетување на телата за кражба. Да, не смее да се зборува дека криминалот е во културниот код на одреден народ, раса, нација или меѓутоа маргинализација, несигурна иднина, недоволно Ама пристап. таа е присутна и кај белото население, да речеме европското население. Па да, меѓутоа еве во Шведска на пример има организиран криминал и во кој учествуваат значи имигрантите, поскорешните имигранти. Меѓутоа тие ги копираат некои од моделите кои веќе постојат во општествата. Ама би рекол дека тие што се зборува за no-go zones, значи каде што не може ни полиција да пристапи, многу влијаат на стравот кај населението и потоа и зголемување на радикалната десница. Пред да преминеме на Балканот, со оглед дека и тука имаме десничарски партии, прашање дали имаме ултрадесничарски идеологии, две прашања поврзани со позицијата на Русија кон Европа, прашањето со плинот, прашањето со интервенцијата и слично, и Турција. Дали овие две држави ќе одат во насока да ескалира оваа вредносна парадигма во Европа, значи да биде поголема расистичката, нацистичката, за да имате оправдување за своите постапки, или сметате дека и тие ќе ја видат опасности за каната и ќе намалат со агресијата? За Русија сум апсолутно сигурен дека нема да намали со агресијата и со мешањето и со хибридните напади во другите држави, значи тие профитираат од самата поларизација. Тоа не значи дека на нивниот платен список се само крајно десни партии, туку има и други чинители во општеството кои што се спротивставуваат едноставно нив за да има многу поголеми караници и поларизација во општеството. Во Турција гледаме дури и некои позитивни трендови, особено со последните локални избори, дека тука е можно барем во некој среден рок и промена на власта и доаѓање на некои проевропски опции, политички субјекти, така е, и повторно приближување на Турција со вредностите од Европа во изминатиот период. И особено од секуларизмот. Да, што е многу битно во однос на тоа што Турција е и членка на НАТО, голем стратешки партнер на овој регион. Кина овде би ја исклучиле од други причини, иако и она може да биде многу интересна за една ваква анализа, меѓутоа намерата ми беше да се концентрираме на европските. Морам само да напоменам дека скоро фатија висок представник на АФД во Германија дека земал пари од Кина. Да. Ова е своевиден цинизам. Да. Прашањето за Балканот е многу чувствително, особено што Балканот, ќе користам изразот поранешна Југославија, веќе имаше една војна на тлото на Европа. И се покажува дека последиците од таа војна уште трајат, така. И веројатно побрзо доаѓање до конфликт на ова ниво веројатно би го закопало целосно и трајно регионот во догледно време да може да живее мирно. Дали се согласувате дека политичкиот субјект во Балканот, независно кој е, дали е од Македонија, Грција или Бугарија или од Словенија, е клучниот фактор што ја одредува идеологијата и вредносниот код каква ќе имаат населението и граѓаните? Па вака сега за Балканот, мислам дека пред се ако се зборува за еден иден конфликт, мислам дека тоа многу потешко затоа што поголема е свесноста кај сите народи овде, без разлика колку се звечка со оружје или се заканува, поради тоа што е доста свежо се уште ова искуство. Но гледаме тука тенденции внатре во општествата за раѓање на некоја крајна десница или за кокетирање на традиционалните десни партии со крајно десничарски моменти. Има ли одговор, ќе речеме сега, либералната идеологија на ова десничарење? Зборам за балканските политички субјекти. Така, да. Мислам дека има... Пример Србија се земе. Дали гледате во Србија политички субјект кој што може да победи на наредните избори, а да не бидат постојните политички субјекти? Иако постојната
СНС може би не влегува во категоријата на овие ултрадесничарски партии. Да, не би рекол дека тие влегуваат, тие се повеќе авторитарна една Да, партија. повеќе се авторитарни. Така е, да, но гледаме дека во Србија конкретно јас не гледам некоја надеж за промена Во догледно време. Во догледно време кон некоја полева, поцентристичка лево-центарна опција. А што вели вашата анализа? Дали тогаш овие што се десни може да станат уште по ултрадесни или тоа ќе биде некој сосема нов субјект? Па може дури и да се гледа дека како закана за овие поумерени десни како што се Вучич на пример, СНС, закана за нив представуваат и овие покрајно десничарските партии како суверенистите, заветници, тоест и Двери. Дали во рамките на Македонија, па и Балканот, може да се очекува политичките субјекти на албанците или на другите заедници да се огледа дека тие се другите и многу помал во број, не можат да манифестираат такво десничарење, меѓутоа можат одредени идеи да кажат дека всушност и порастот на овие идеи од рамките на заедниците ќе биде поголем. Постојат крајно десни опции кај албанците, значи во државите се каде што живеат, политички идеи. Да, како политички идеи, меѓутоа мислам дека идејата за европска интеграција е многу подоминантна кај албанското население и едноставно не очекувам од таму да дојдат такви закани. Да го затвориме и да го заокружиме ова прашање со европските вредности во наредните 10 години. Што велат вашите анализи? Што треба да направат општествата, во тој поглед сметаме и политичките елити во Македонија и Балканот, за да се намали таа тензија и нетрпеливост кон другите или различните од нас? Па многу повеќе инвестирање во пред се во медиумска писменост би рекол, затоа што сите овие општества се на едно ниско ниво на медиумската писменост, значи за да се смалат дезинформациите, подобрување на економската состојба. Па подоцна да, меѓутоа би рекол дека примерно за мене медиумската писменост затоа што премногу манипулација се прави преку социјалните мрежи. А потоа секако си доаѓа и економската ситуација. Николовски, ви благодарам за овој разговор. Ќе го сочуваме во архивите и се надеваме дека нашите, условно речено, црни сценарија во поблага форма нема да се обистинат и Европа ќе најде начин како да живее заедно со своите разлики во мултикултурализмот и во слободната мисла. Се надевам и јас. Ви благодарам. Почитувани гледачи, беше ова Димитар Николовски, директор на Евротинк, со кого ми беше задоволство да го направам овој разговор, особено што ја има таа едукативна и информативна компонента за нашето воспитување и за нашето описменување како граѓани во наредната декада. Ви благодарам за вниманието.